Денес ќе подготвиме едно превкусно домашно јадење кое сите го сакаат, меко месо во кремаст сос со печурки и павлака, направено во мултикукер. Ова е идеален ручек кога сакате нешто топло, сочно и заситувачко, а да не поминете цел ден во кујна. Овој рецепт е супер затоа што може да се направи со различно месо. Може да користите пилешко, свинско или телешко, зависно што имате дома или што повеќе сакате. Подготовка чекор по чекор. Прво го подготвуваме месото. Го сечеме на средни парчиња, не премногу мали за да остане сочно, но ни премногу големи за да може убаво да се сготви. Го вклучуваме мултикукерот на програмата за готвење на висока температура и ставаме масло или путер. Оставаме кратко да се загрее. Кога маслото е жешко, го ставаме месото внатре. Го пржиме кратко од двете страни, само да добие убава златна боја. Овој чекор е важен затоа што дава вкус и го задржува сокот внатре во месото. Не треба целосно да се сготви сега, само да се запржи. Потоа го вадиме на страна. Во истото масло го додаваме ситно сечканиот кромит. Ако сакате, тука го додавате и лукот. Пржиме неколку минути додека кромидот омекне, стане стаклест и почне убаво да мириса. Ова му дава основа на сосот. Сега ги додаваме печурките и сечени на листови. На почеток ќе изгледа како да ги има многу, но печурките пуштаат вода и се намалуваат. Ги готвиме додека ја пуштат течноста, а потоа продолжуваме да мешаме додека таа течност не испари. Тука веќе почнува да се создава убав мирис и вкус. Откако печурките малку ќе се запржат, месото го враќаме назад во садот. Сега сите вкусови ќе се соединат. Додаваме вода или супа. Не ни треба многу, само колку да се создаде сос. Потоа ставаме сол, бибер и малку макдонус. Го затвораме капакот на мултикукерот и вклучуваме програма за месо или средна температура. Готвиме околу 20 до 25 минути ако е пилешко. Ако користите свинско или телешко, може да оставите и околу 30 минути за да стане убаво меко. Завршен чекор, кремастиот сос. Кога ќе заврши готвењето, го отвораме капакот. Веќе ќе видите дека месото е меко, а мирисот е прекрасен. Сега ја додаваме кремастата павлака. Добро промешуваме за да се соедини со соковите од месото и печурките. Сосот станува светол, мазен и кремаст. Оставаме да се готви уште неколку минути без капак за сосот убаво да се згусне. Ако сакате погуст сос, оставете малку подолго. Ако сакате поредок, може веднаш да го исклучите. Сервирање. Ова јадење е совршено со пире од компири, варен ориз или свежо лепче за да се собере целиот сос. Месото е меко, а сосот богат и полн со вкус. Ова е едноставен рецепт, но изгледа како да сте поминале многу време во кујна. И тоа е тоа, превкусен, кремаст ручек што сигурно ќе го правите повторно.